чаршијата е Македонија, Македонија е чаршијата. Кој го разбира тоа? Во старата турска чаршија во Скопје, по сокаците ќе ги слушнете сите дијалекти од Македонија. Цела Македонија може да ја видите и слушнете на едно место, во сршта на главниот град Скопје, во старата скопска чаршија. Во дуќанот за филиграни Джелјо, занаетот го продолжува средниот син на фамилијата Асани, Зејнула. Занаетот го научил од неговиот татко, го работи со љубов и со надеж дека чаршијата ќе заживее, ќе биде како што ја памети од мал, кога тука во дуќанот немало место каде да се застане. Јас сум, значи, средниот од 5 деца на мојот татко Джелјадин Асани, познат како мајстор Джелјо. Јас сум, значи, имам 3 черки, татко ми, ја имам 3 сестри и 2 браќа сме, значи јас сум постариот брат, иначе од децата сум средниот, и јас сум првиот наследник на филигранот, после доаѓа и сестра ми, Љуле, и брат ми, што е седна со работи Бујар. Како како е да се работи во чаршијата? Има ли луѓе што ја посетуваат чаршијата? Ведуваат ли уште во интересните филиграни? Видите, посетители има доста. Значи, влези, излези, се интересираат, сакат убаво нешто, кога гледат, све им ги интересира, ќе пробат, али купо-продажбата е многу послабо. Живее ли чаршијата? Како што гледате, моментално само да вртиш глава, сега поминуваат луѓе од десната и од левата страна. Али ние како душанџи не интересира многу дали има народ, нас не интересира муштерии да имаме. Добро е што има движење. Али муштеријата, ние сме зависни од муштерии, значи од купувачи. Од колку години учи за најот? Па Бога ме од као мал, јас кога сум бил и, значи, прво оделење, 6-7 години, сум почнал, не дека јас сум почнал, туку татко ми ме земал во дуќан да не бидам по улици, да бидам до него, да научам и од занаетот, и што се вика, и школа од чаршијата. Кои се подобри, машките или девојчињата во овој занет? Видите дека и сестрите го учат? Да, и мојата сестра учи. Па видите, како дојде време, сега не се разликува полот многу во... Плюс во нашата работа, што е пипава работа, што одговара и многу и на жени. Али секој си има своја визија, ја имам своји артикли што ги правам, она има своји модели ваѓа, така да иде заедно. Летно време доаѓа туристи кои сакаат ли влегуваат, купуваат? Туристи моментално преславо. Ја памтам, значи, тоа ви велам, сум бил прво оделење, памтам и бивша Југославија. Тоа било туризам, значи кинез, јапонец, американец, германец, да не ги спомнам, многу французи. Старата скопска чаршија е јадрото на Скопје. За историјата на Скопје и чаршијата со посебна љубов раскажува Данило Куцевски, хроничар на главниот град на Македонија. Со Данило разговаравме во куќата на мајка Тереза, како што вели, куќа во центарот каде секој брза со обврските, но во оваа соба мирот и љубовта се чувствуваат во ладниот зимски ден. Се наоѓаме во куќата на мајка Тереза, една од најголемите светски хуманистки, која е родена тука во Скопје во 1910 година, и можам да кажам слободно дека овде во куќата на мајка Тереза, во спомен домот кој е отворен пред неколку години, човек навистина се чувствува блажено, спирено, пријатно, и ова е едно од качињата во Скопје, каде што секојдневно доаѓаат десетици и десетици посетители во овој храм на хуманоста, да се запознаат со животот и делото на мајка Тереза и да ја одадат почит. Значи, оваа зграда на некој начин, или овој објект како една духовна градба, е најпосетениот последниве неколку години. Мајка Тереза заминува од Скопје во 1918 година, значи на својата 18 годишна возраст, и станува една од најпознатите хуманистки во светот.
Улицата Македонија од секогаш била центар на збеднувањата. Денеска е главната улица за прошетка, со многу кафулиња. Во минатото тука турските бегови минувале за да стигнат до чаршијата. Нова улица каде што сега се наоѓаме во Скопје, тоа е улицата Македонија и каде што се наоѓа куќата на мајка Тереза, која инаку е родена подалеку малку од тука во така нареченото Влашко мало. Нова улица Македонија, Скопје всушност се изградува како еден град кој е во урбана смисла ќе го добие својот вик уште во 1911 година. Во оваа 1911 година во Скопје доаѓа султанот Мехмед Решат V. Тој пристига на железничката станица и потоа со бајтони, со кочии поминува преку улицата Македонија за да се упати кон Идадија. Значи, овој дел на Скопје, овој нов дел на Скопје, односно централното подрачје на Скопје кој го подразбира плоштадот и улицата Македонија, има неколку своји значајни објекти. На ова место тука се наоѓале познати установи, се наоѓале да речеме железничката станица, се наоѓале познати кина, познати ресторани, кафејани како што се Париз, Москва, Русија, Бристол и така натаму. Се наоѓаше тука во близината на овој објект и католичката црква која се уна во Скопскиот земјотрес. Централното скопско подрачје, односно оно што му ја дава душата на градот, што ја дава душата на Скопје, се разбира и плоштадот кој има неколку фази во своето заживување. Тоа е некаде пред Втората светска војна во 30-тите години, кога се градат објектите како што се Стариот театар, Офицерскиот дом, Народната банка, Стопанската комора, домот кој денеска постои како Метропол порано, како Стопанска комора пред војната и така натаму. Значи, постојат неколку такви објекти во централното подрачје кои на некој начин му дале посебен белег на градот. Чаршијата е јадрото на Скопје. За неја се раскажувале приказни, се пренесувале занаети, но мистичноста на калдрмавата чаршија се уште се открива. Незалудно денеска многу намерници, туристи доаѓаат и се одушевуваат од овој простор. Всушност, од тука, од тој стар дел, од старата чаршија, започнува и историјата, поновата историја на Скопје, бидејќи градот некогаш се делел на тврдината, во горниот дел или град и долу под градието каде што денес се наоѓа и старата скопска чаршија. Денеска, ако зборуваме за лична Македонија или за лично Скопје, навистина е невозможно да не прошетаме овие тесни улички на чаршијата, да се подсетиме на незината историја, бидејќи за среќа наша и за среќа на овој град и на нашата држава воопшто, се уште постојат објекти кои се извонредно значајни и кои се убави по својата естетика. Да споменеме тука неколку објекти како што се Куршумлијан, како што се Сулијан и Капанан, како што е Даут Паши Наман и низа други објекти кои зборуваат за убавината и за историјата на чаршијата. Денеска тука може да се најдат и многу други објекти, угостителски и така натаму. Чаршијата деновиве повторно или во последниве години заживува, доаѓаат многу млади луѓе, доаѓа млад свет, доаѓаат туристи, така да ако зборуваме за Скопје тогаш не можеме да прескокнеме и оваа нова димензија и убавината која на чаршијата еве трае веќе со векови. Многу интересно и куриозитетно, на 1 јули секоја година се собира во цело Скопје, без оглед на религија, на националност. Тука луѓето палеле свеќи, бидејќи тука се наоѓале и објект и е свето место и на безсребрениците Свети Кузман и Свети Дамјан. Така да цело Скопје се обединувало на тој простор, околу тој извор се пожелувало софравање на паричка или на други предмети во изворот, се пожелувало здравје и среќа. Така да сакам да кажам дека таквите места кои траеле со
не со децении, туку со столетија, ние ги имаме во Скопје, некои сме ги откриле, некои постепено ги разоткриваме, а сето тоа не само за туристите кои доаѓаат се повеќе и повеќе, туку и самите нас и за самите нас значи многу за нашата долговековна традиција. Зимата си го прави своето. Чаршијата е подиспразната. Чаршијата е убава и во овој период во годината. Рачните изработки пред малите дуќани ќе ве застанат. Ладното време не спречува да разгледате и допрете убави сувенири. Мајстор Даре ги подготвува малите опинци со додаток чорапи, во духот на македонското наследство. Деновиве нема многу посетители. Даре со задоволство не покани во топлото дуќанче, приполно со рачно изработени опинци во сите големини и разни дизајни. Со мирисот на топлото кафе, мирисот на обработената кожа, Даре почна да раскажува за животот во чаршијата. Жали што не е како порано, но голем оптимист дека работите се менуваат на подобро. Денот го почнува и завршува со изработката, како што вели, ова е најубавиот занает во чаршијата. Порано како што беше и сега е, без разлика. Сега е мешана чаршијата. Ние меѓу себе се сложуваме, сите. На Севајле кој ќе дојдеме, разговараме за политика, се шалиме, така, најразлични начини. Интересно е. А чаршијата најпримамлива е во летниот период. Тогаш од топлото сонце туристите се кријат во дуќаните, па сакале, некеле, ќе купат нешто. Се цинкаат ли се? Да, секој, поготово странците највеќе. Да. Без разлика што се богати, нашите луѓе се подареžливи него ли странците. И тоа им попуштате? Па кај што можам, морам. Ако не попуштам, нема да ти купи. Некој пат немаш ни 100 денари у джеп и некој пат ќе даеш по цена за да однесеш некој динар дома. Коцевски, Дарко Зенула се луѓе од различни средини, различни по вера, години, живееле во разни времења, но во разговорите за Скопје, иако не се познаваат еден со друг, кажа иста реченица. Човекот заборава на себе си, на духовното. Сите се преоптоварени и со материјалното. Може би брзината во градот, метежот делуваат на луѓето. Скопје не е само она што е во центарот на градот. На 20 на километри од Скопје, во близина на селото Маркова Сушица. На патот кон населбата Драчево, заскриено од метежот е манастирот Марков манастир, црквата Свети Димитри. На влезот во манастирот не ја слушате бучавата, гласовите, го нема мирисот на бензин. Тука се слуша звукот на природата, шеќерниот звук на паѓање снег, остриот зимски воздух. Единственото нешто што го чувствувате во километри од далечиноста не е голема, но пријатната слика ве носи во сосема друг свет. Кога пристигнавме во дворот немаше никого. Од конаците се слушаше тивко зборување. Во влезот на галеријата ве пречекува молитва. Господи Исусе Христе, помилуј. Господи Исусе Христе, помилуј. Господи Исусе Христе, помилуј. Монахињата Илијана, откако е во Марков манастир, раскажува дека со Божја помош почнала да слика икони. Скоро се што е изложено од иконите се нацртани од нејзини раце. Ликовите на светците се цртат и бојат со молитва.
Секоја повлечена линија, секое боење е пренесено со молитва, за да има благослов. Тука е се поинакво од секаде. Се зборува тивко. На читаноста, мутните зборови од Евангелијата се нижеа низ зборовите на монахињата. Преку раскажување за историјата на манастирот, сите искушенија што ги поминале монасите низ столетијата, сваќате колку сме заборавиле на духовниот мир. Поминатите векови големината на манастирот, мирот, ве пречекува на самиот влез од манастирот. Богатството стои токму пред вас. Иконостасот, фреските, секогаш биле голема инспирација за писателите, уметниците. Фреско живописот е насликан од две групи на мајстори. Едните по потекло од Охрид, другите по потекло од Скопје. Но надписи кој поточно ги сликал самите фрески нема оставено, освен еден надпис од монах Маниша, кој што при реставрирањето на фреско живописот е откриен. Истиот тој надпис е пронајден и во една од трапезариите во самиот манастирски комплекс, затоа што и трапезариите биле фреско живописани како од внатре, така и од надвор. Интензивен монашки живот во овој манастирски комплекс има уште од средината на 14 век, живееле доста монаси, како што во 14 век е постоел тој монашки живот. Тој монашки живот е продолжен и до ден денеска. Во 19 век познато е дека овде се подвизувал Кирил Печиновиќ, исто еромонах Дамаскин, кој што бил игумен и кој што живеел со братство овде, кој е бил нешто покасно од Кирил Печиновиќ. Познато е дека живеел епископ Велички Гаврил Светогорец, Јоаники Ракотински, исто е живеел во Марковиот манастир, а во подоснежниот негов испоснички живот се повлекува во Ракотинци, во Свети Илија во црквата. Но сепак овој манастир и денеска, како и порано, го живее тој аскетски подвижнички живот, но денеска преку женското монаштво, кој што живее овде. Денеска е женска обител со општежителен монашки живот. Манастирот го обновил крали Марко во 14 век. Од тогаш, освен името на црквата Свети Димитри, објектот името го носи и на крали Марко. Манастирот е обновен 14 век од кралската фамилија на Волкашин, а датира нешто порано. Се смета дека е обновен на темели од црква од 11 век, за што сведочи еден надпис кој што е најден во самите темели на црквата. Обновата ја завршува крали Марко, синот на Волкашин, и се смета дека манастирот е изграден за едно 3 години, како и самиот фреско живопис кој што е насликан внатре. До манастирот е веднаш старата воденица, иако не работи, е сочувана. Сестринството од манастирот Свети Богородица од Матка и сестрата Илијана посветено работат, се што може да им се принесе на верниците да го заживеат.